Градот денес беше опседнат со чад и саѓи како резултат на запалените површини од сува трева и трска во населбата Радојца Новичич. Лјупчо Танески беше на лице место. Голем пожар денес го зафати мочуриштето, ловиштето и дел од нивите во местноста Радојца Новичич, меѓу Охриѓани попозната како црногорска населба. Пламените јазици се издигаа до 10 метри во височина. Пожарот избил околу 12 часот напладне, а ловечкото друштво веднаш ја алармирало пожарната. На терен, пожарникарите излегле веднаш, но конфигурацијата на теренот и на моменти силниот ветар само ја отежнуваа работата на противпожарните единици. Заради калливата земја и блатото не беше можно во гасењето да учествуваат и цистерните на пожарната, па пожарот се локализираше и гаснеше рачно. Јас пријавив во друштвото ловечко, ради фазаните што треба да се спасат. И тие пријавив пожар. Да стигнав после за 5 минути дојдов овде. А фазаните сега? Фазаните не треба да се проверит колку има изгорен. Тие излетаа 3-4 излетаа од овде да видевме. Стигнаа и овие со пожарната исто со заедно со мене. Колкава површина зафатил пожарот и колкава е штетата што настанала, денес инспекцијските служби не можеа да кажат, бидејќи вршеа проценки. Оттаму ни беше речено дека вакви пожари во блатото во Радојца Новичич има секоја година и дека тие настануваат или кога населението го пали ѓубрето по нивите или некој намерно ги подметнува. Ова мочуриште ловечкото друштво од Охрид го користи како ловен резерват за фазани, а тука неодамна биле донесени околу 500 фазани кои требало тука да се размножуваат. Во друштвото на ловџиите никој не можеше да каже колку од фазаните настрадале во пожарот. И додека во ловиштето беснееше пожарот во дворот на касарната, војниците палеа трева, суви лисја и гранки од дрвата. Вознемирен од чадот кој го загадил неговото соседство, реагираше советникот и председател на местната заедница Радојца Новичич, Перо Петрески Калимеро. По мојата интервенција како председател на местна заедница, кога го видов целото моје население преплавено во чад и ниедна куќа не можеше да се гледат од тој чад, јас одма се јавив во телевизија Морис. Телевизија Морис со целата екипа излезе на лице место и ја сними оваа ситуација што е. Стварно ова за една касарна, за една држава не личит вака да се палат огнови и да се уништува човековото здравје. Јас како председател на местна заедница сите дојдоа, неколку граѓани интервенции направија што се случува председателе. Јас одма излегов на терен и отидов кај да се пријавам како председател на местна заедница кај командантот на касарната. Меѓутоа како командантот имал некои гости, па да требало да сум чекал пола сат за да заврши тој церемонијал нивни, па да бидам примен. Јас му кажав таму дека се работи за алармантна ситуација која населението ми е загрозено од една таква чадотија што стварно не може во зрачите да понесат таа смрдаја што се гори тој оган во касарната, не камоли младите деца.